Почитувани граѓани, советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата на половина од последниот мандат на локалната власт, предводена од СДСМ, со оваа пресконференција се обраќа до граѓаните поврзано со дилемите кои се актуелни во јавноста. Во изминатите 2 години, Општина Струмица потроши 2 буџета од по 19 милиони евра, или вкупно за овие 2 години нешто над 38 милиони евра. Дилемите на граѓаните оправдано се дали по 2 години или вкупно 14 години раководење на СДСМ со општината, локалната власт ги има реализирано ветените мерки и проекти што значат подобар и поквалитетен живот за сите граѓани. Односно, дали по 2 години Струмица има почисти улици, со посредени тротоари, поуредени паркови или зеленило. Или, како што секојдневно коментираат граѓаните, нашиот град никогаш не бил толку нечист како сега. Дали по 2 години дишеме почист воздух како што се ветуваше. Или станува збор повторно за уште едно паушално ветување и на нас советниците на секоја седница на која го отвораме оваа прашање ни е дадено ветување дека се преземаат мерки, но изгледа или не се преземаат или не се соодветни мерките, бидејќи со почетокот на грејната сезона се видоа и резултатите. Резултати кои покажуваат дека Струмица е еден од водечките градови по загаденост на воздухот во Европа. Дали по 2 години има помалку бездомни куќиња по улиците, плоштадот или парковите. Бездомни куќиња кои секојдневно напаѓаат граѓани и деца, за кои гледаме и видеоматеријали доставени од загрижени граѓани. Дали ветувањето од пред 2 години во предизборна кампања за ужинка за секое дете по 2 години се претвори во проект јаболко за секое дете секој ден, и тоа јаболка кој децата треба сами да ги измијат и излупат. За овој проект не постои родител кој се согласува или не го критикува. Дали по 2 години улиците имаат помалку дупки? Или улици на кои не можеш да возиш без да погодиш некоја дупка, без разлика колку добар возач си? Вакви примери на неисполнети ветувања, нереализирани или лошо реализирани проекти може да се набројат многу. Почитувани граѓани, ние како советници делуваме како конструктивна опозиција. На сите седници за овие 2 години постојано укажуваме и даваме предлози и решенија за сите проблеми. Но по укинувањето на преносот на седниците, кој во изминатите години одеа во живо на телевизија, нашата работа не е толку визибилна за сите граѓани. Сакам да ви информирам дека работиме на изнаоѓање решенија како да имате увид сите граѓани што точно се дискутира на секоја седница. На самиот крај, конечниот одговор на прашањето дали реализацијата на овие 2 буџета, односно потрошените 38 милиони евра, ги задоволуваат потребите и очекувањата, оставаме да го дадете самите вие, почитувани граѓани. Ви благодарам.